Добра вечер. Дневник на КТВ, 24 април 2026. Се уредува простор на улица Слога во Кавадарци. Овој простор после подолго време ќе биде уреден и ќе прерасне во убаво зелено катче, велат од општина Кавадарци, и додаваат дека е предвидено хортикултурно и партерно уредување, како и поставување на урбана опрема. За краток временски период, жителите од овој дел на Кавадарци ќе имаат уште едно место за релаксација и уживање. Општина Кавадарци продолжува со редовно одржување и модернизирање на уличното осветлување. Се поставија нови светилки на потегот од јавното предпријатие Комуналец Кавадарци кон дрвно-индустријскиот комбинат Страшо Пинџур со цел поголема безбедност и подобра видливост за сите граѓани, нагласуваат од локалната самоуправа. Продолжуваат активностите и за поставување на заштитна еластична ограда со цел зголемена безбедност во сообраќајот. Денес активностите се реализираа на патниот правец кон Михајлово. Овој проект се спроведува во соработка со јавното предпријатие за државни патишта, од каде оградата е обезбедена како донација, додека општина Кавадарци ја врши монтажата во соработка со територијалната противпожарна единица и јавното предпријатие Комуналец. Показна противпожарна вежба во Општинското основно училиште Пере Тошев во Росома. Учениците покажаа знаење и дисциплина во реакциите при вакви и слични незгоди. Би сакал да се заблагодарам на сите институции кои што беа вклучени во денешната показна вежба, особено на територијалната противпожарна единица Кавадарци, на директорката на основното училиште Пере Тошев, на МВР, исто така и Центарот за управување за кризи, сите кои што се денес помеѓу нас и заеднички јас проведоа оваа акција. Добро е ова да се прикаже, да учениците, исто и персоналот во основното училиште Пере Тошев бидат активно вклучени и да ги следат сите протоколи за заштита и безбедност кои што треба да ги исполнува едно основно училиште. Денешната показна вежба за евакуација и исправување со пожар кој што се реализира во нашето училиште е еден добар чекор напред за унапредување на безбедноста на вработените и на учениците, сите засегнати страни во нашето училиште. Ние како образовна институција, покрај што се залагаме за квалитетно образование, ние се залагаме и за поголема безбедност на сите вклучени во образовниот процес. Ова практична активност што се реализира денес е голем чекор за стекнување на вештини кај наставниците и кај учениците за справување со вакви ризични ситуации. Би сакала да се заблагодарам и сум доста задоволна од учениците, од нивната подготвеност и организираност и одговорност. Дел од нив се веќе обучени преку Црвениот крст. И ова заедништво што го покажаа денес е една добра организација, еден добар показател дека сме на прав пат. Благодарност до градоначалникот, до општината за координацијата, за целосната вклученост на надлежните институции кои што зазедоа учество. Сепак нивната професионалност и посветеност се од големо значење за нас. Ние ќе се залагаме и во иднина се за подобро и за поголема безбедност на учениците. Па тоа повеќе пати го имаме спомнато дека брзината на делување е еден од најважните аспекти за гаснењето еден пожар. Нели го имаме спомнато, ќе го повторно дека и неголемиот настан од пожар доколку се интервенира на време може да се изгаси со една чаша вода. Така да брзината на интервенирање пожарникарите е доста важна, меѓутоа доста е важно доколку станува збор за гасење пожар во една ваква институција како што е образовниот систем училиштата, многу е поважна самата организираност на менаџерскиот тим на училиштата, наставниците, нивното знаење отколку пристигнувањето, затоа што првиот контакт што го има со самиот пожар и за безбедноста на учениците, најважната и најголемата тежина ја носат наставниците. Така да затоа ги организираме овие вежби. Браво, дечки. Затоа ги организираме овие вежби, да ја провериме нивната спремност, да го видиме, да го провериме нивното знаење и овие вежби ќе ги повторуваме, значи ќе ги повторуваме многу редовно. Во текот на следната недела имаме повторно вежба во друго училиште во Кавадарци, така да до крајот на оваа година планираме да ги завршиме со обуките во сите основни училишта во град Кавадарци. И оваа година јавната здравствена установа Општа болница Кавадарци активно ја одбележува неделата на имунизација. Вакцинацијата е една од најефикасните мерки за заштита на здравието на децата и целата популација. И оваа година, исто како и минатата,
по повод неделата на имунизација, Јавната здравствена установа Општа болница Кавадарци упатува силна порака за важноста на вакцинацијата како едно од најефикасните мерки за заштита на здравјето на децата и целата популација. Вакцините спасуваат животи, обезбедуваат заштита од сериозни заразни болести, спречуваат компликации и придонесуваат за создавање колективен имунитет, со што се штитат и најранливите категории на население. Ги охрабруваме родителите редовно да го следат календарот за имунизација и навремено да ги вакцинираат своите деца. Со тоа, не го штитат само здравјето на своето дете, туку придонесуваат и за здравјето на целата заедница. Во рамки на оваа недела, тимови од Кавадаречката општа болница ќе бидат присутни пред градинките во периодот од 14 до 15 часот, каде ќе даваат информации, стручни објаснувања и ќе одговараат на прашања поврзани со вакцините и календарот за имунизација. Имунизацијата е безбедна, проверена и ефикасна мерка која представува заедничка одговорност на сите нас, да покажеме грижа, доверба и одговорност, да избереме заштита преку вакцинација, со вакцинација до здраво детство и здрава иднина за сите. Армијата на Република Македонија со донација за подрачните училишта во Криволак и Пепелиште продолжува одличната соработка на општина Неготино со македонската армија, конкретно со армискиот полигон Криволак. Продолжува континуираната соработка помеѓу армијата на Република Македонија и општина Неготино, која се одвива со години наназад, а која се состои од поддршка на армијата за потребите на локалното население кое гравитира околу армискиот полигон Криволак. Градоначалничката на Неготино Марија Нацева присуствуваше на настан на кој представници на армијата на Република Македонија реализираат донација од клима уреди наменети за потребите на подрачните училишта во Криволак и Пепелиште, како и прехранбени производи. Нацева се заблагодари на донацијата и на одличната соработка што ја има општината со армијата на Република Македонија и командата на полигонот Криволак, со надеж дека истата ќе продолжи и ќе се унапредува и во иднина. Зелената агенда за Западен Балкан, тема на денешниот едукативен настан во гимназијата Добри Даскалов. Во организација на невладината организација Екоживот, младите дебатираа за климатските промени, циркуларната економија и вклученоста на младата генерација во процесите на одлучување во согласност со европските заложби. Во организација на невладината организација Екоживот во Средното општинско училиште гимназија Добри Даскалов Кавадарци денеска се одржа настан посветен на Европскиот зелен договор и Зелената агенда за Западен Балкан. Целта на оваа иницијатива е да се поттикнат младите активно да се вклучат во креирањето на политиките за заштита на животната средина. Овој настан е реализиран како дел од проектот Академија за младински политики, поддржан од Еразмус Плюс програмата, што представува уште еден чекор кон едукација и оспособување на младите лидери во нашата средина да бидат двигатели на промените во согласност со европските стандарди. Настанот имаше за цел да се запознае пошироката публика во Кавадарци и пошироко со акцент на младите луѓе за содржината на Европскиот зелен договор и Зелената агенда за Западен Балкан, особено кои се придобивките, но и предизвиците од спроведувањето на Европскиот зелен договор на ниво на Европската Унија и на Зелената агенда за Западен Балкан, која представува посебна регионална стратегија за земјите од Западен Балкан усогласена со Европскиот зелен договор. Настанот беше и одлична можност за отворена дискусија со младите учесници, кои имаа можност да го представат својот став за овие две стратегии, еколошките проблеми на локално и национално ниво и како младите луѓе може да се вклучат во донесувањето на одлуки и спроведувањето на Зелената агенда за Западен Балкан во Македонија.
Зелената агенда за Западен Балкан е нова стратегија за раст на земјите од Западен Балкан, кој што преоѓа од традиционалниот модел на одржлива економија во согласност со Европскиот зелен план. Со подпишувањето на декларацијата за зелена агенда, земјите од Западен Балкан на самитот во Софија на 10 ноември 2020 година се обврзаа дека ќе спроведуваат мерки во областа на спречувањето на климатските промени, загадувањето, развојот на енергија, сообраќајот и циркуларната економија, како и развојот на биодиверзитетот, одржливото земјоделство и производството на храна. Одличен настап на средношколците од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров на образовното рандеву. Кавадаречките ученици освоија 3 златни медали во 3 различни категории: баскет, карикатура и најдобар штант. Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци постигна извонреден успех на манифестацијата Образовно рандеву 2026, која се одржа во Богданци, освојувајќи дури 3 златни медали во 3 различни категории. Училиштето се закити со највисоки признанија во категориите најдобар штанд, каде учениците се истакнаа со креативност, организација и презентација. Баскет, демонстрирајќи тимска игра, спортски дух и одлична физичка подготвеност, и карикатура, каде младите таленти покажаа уметничка оригиналност, изразена смисла за хумор. Овој успех представува резултат на посветената работа на учениците и нивните ментори, како и доказ за квалитетот на образовниот процес во училиштето. Освоените награди се гордост не само за училиштето, туку и за целиот град Кавадарци. Настанот Образовно рандеву 2026 уште еднаш покажа дека младите имаат огромен потенцијал, кој со соодветна поддршка може да донесе значајни резултати и признание. Ѓорги Мешков го промовираше својот роман Оттуѓување 2. Авторот низ искрен разговор најави можна трилогија, бидејќи темата на романот е неисцрпна. Еден ден мама беше многу тажна, додека и капеа солзи од очите. Ми кажа дека тато умрел и дека повеќе нема да го видам. И баба ми рече така. Се разплакав и јас за тато. Многу бев тажен. И им кажав на тета Зоре и тета Горде од градинката. Утредента, тато дојде во градинката. Јеј! Тато не умрел, тато е жив. Ми кажа дека мама и баба се шегувале со мене. Мама и баба продолжија да се шегуваат со мене. Сега, јас и тато имаме тајна. Главниот протагонист на романа, значи Борко, нашиот сограѓанин, сега ќе речам Бранко Бракојич, конечно беше повеќе од година и пол не се гледа со своето дете, затоа што секоја средба носи се поголемо оддалечување на детето од него. Тоа е заслуга колку на другата страна на родителот, толку и на институциите кои што не реагираат и не се кадри да се фатат во кост со таквиот проблем. Сакам, кога сме кај литературата, мислам, ова е многу тешка тема за пишување. Значи, тука маневарскиот простор, да речем, е многу ограничен. Затоа што ја следиме вистината. Ни фалеше уште една карика во самиот роман, а тоа е оној дел од другата страна, значи, али таа беше Втората страна на медалата. Да, некомпатибилна, значи неконтактибилна. Едноставно не можеше да се оствари контакт, за да би може да ги чуеме двете страни. Затоа ние со Бранко направивме голем труд. Се што е во книгата пишувано е всушност делови од документи
преписки на Бранко со социјалните институции, Министерството за труд и социјална политика, со сите можни судски представки, пресуди и така натаму, така натаму. Ние ги следваме документите да би можеле делото да се окарактеризира баш како вистински настан за тоа што се работи за вистина. Ти се погоди ден од денеска, светски ден на книгата и на авторското право. Да. Ги поздравувам читателите и сите што љубат да читат книга, што сакат пишен збор. Баш така денот, а иначе да напоменам дека на 25-ти, значи не утре, задутре, е пак меѓународен ден на борбата против отуѓувањето, против родителско отуѓување. Баш првата книга кога беше промоцијата беше точно на 25 мај во Скопје беше главната промоција, баш за денот на светскиот ден на борбата против отуѓувањето. И познавајќи те тебе, претпоставувам дека иако еве сега правиме промоција, книгата беше издадена во март, ако не се лажам, Да. излезе од печат, претпоставувам дека нешто се гоци во твојата кујна. Да, јас себе и со Бранко во тој контекст зборувавме, значи некаква трилогија ќе се случи, али многу покасно. Јас имам некои мои проекти кои ќе ги оставив точно за овие теми. Ја 3,5 години не сум чепнал ништо друго, освен во меѓувреме да излезе за ватушок книгата. Што е? Сега имам нешто, најавам, ќе го најавам Големото оро, тоа е роман, тоа е фикција малку, и се најдам на тоа или до крајот на годината, или на почетокот на наредната година. Едногодишно доволно е. Помина 3 години од кога беше издаден првиот роман Отуѓување. За тие 3 години се случија многу нешта, за жал не сте баш позитивни. Мислев дека ќе се собер за 3 години материјал, дека книгата ќе има секако требаше да има втор дел. Сите мислеа дека ќе има хепи енд, меѓутоа не е така. Книгата ја направив и ја напишавме со цел да се потикне некој во општеството да почне да размислува, затоа што ова не е само проблем мој, што го имам јас со мојата бивша сопруга и со синот. Ова е проблем на илјадници брачни парови кои што се разведуваат, а во тој процес најмногу страдаат децата. Целата ни беше со Ѓорѓи Мешков да го издадеме овој роман, да служи како поука пред се за државните институции. Се надеваме дека некој ќе стави прст на чело, ќе размислиш дека треба да се работи пред се во интерес на децата, затоа што ако сакаме да имаме здрави генерации, мора пред се нив да ги заштитиме. Не знам, темата е многу долга, да може и 2 дена да зборуваме за отуѓување. Не е убава, тешка тема, за жал сите бегат од таа тема. Никој не сака овој општествен проблем да го промовира, кој што реално постои. Така да може да збориме 2 дена, има многу закажување. Јас многу не би ја одземал од времето. Секој може да си ја земе книгата, да ја прочита, би препорачал да ја земате и тие што се родители, и тие што текст мислат да станат родители. Во случај, но никој не му посакува, не дај Боже да дојде до распад на бракот, меѓутоа, ако дојде до тоа, ова му е еден вид како приручник како не треба да се однесуваат 20 родители, затоа што лечејќи си ги своите ега, унштетуваат на своите деца. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме и со останатите содржини. Председателот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција истакна дека премиерот Христијан Мицковски се повлекувал од законот за двојни државјанства затоа што се дознала вистината дека министри, пратеници и други функционери на ВМРО имаат бугарски пасоши. Премиерот Христијан Мицковски ретарираше од најавениот закон од неговите пратеници на ВМРО ДПМН за тоа да пратениците немаат двојни државјанства. И уште една нивна лага е разобличена. Зошто? Поради тоа што министри и пратеници на ВМРО ДПМН, градоначалници, функционери, директори на јавни предпријатија имаат бугарски пасоши. Толку од нивниот патриотизам. Лажниот патриотизам се повеќе се разобличува и секој ден се повеќе излегува на виделина. Премиерот ке барал мислење од правни експерти. Зошто не побарале предходно? Зошто не побарале мислење од правни експерти пред пратениците на ВМРО ДПМН да го поднесат тој закон во собранието? Вистината е дека ги пресретнавме.
и разобличивме уште една нивна лага, уште еден нивен лажен патриотизам. Кога дадавме амандмани и најавивме дека тој предлог закон ќе важи и за актуелниот пратенички состав, а не како што тие сакаа за следните пратенички состави, и кога го поднесовме и нашиот предлог закон, да членови на влада немаат двојни државјанства, затоа што секогаш е големо прашање за чии интереси и чии интереси штитат работат пратениците кои што имаат двојни државјанства, тие постепено ретерираат. Толку од лажните патриоти. Толку од лажниот патриот Мицковски, кој што ќе овраќаше името, ќе поништуваше Преспанскиот договор, ќе поништуваше договорот за добрососедство со Бугарија. Што е суштината на нивното владење? Тие се една организирана криминална група, заедно со нивниот привезок Знам, ВМРО ДПМН, кои што ги предадоа националните интереси и довербата ја изневерија на гласачите, и Знам, кои што освен што ја изневерија довербата на гласачите, ја оштетија и својата матична партија, која што се направила за нив. Од такви предавници не може да се очекува да водат држава како што треба, а најмалку што може да се очекува да се патриоти. Лажниот патриотизам повеќе не функционира. Станува збор за предавници на националните интереси, на интересите на земјата и на интересите на граѓаните. Заев се врати на Бихачка за да подсети кој е газда на СДС и да му даде насоки за работа на Филипче, смета Бране Петрушевски од владеачката ВМРО ДПМН. Како што веќе укажавме дека појавувањето на Зоран Заев на Бихачка по повод роден денот на СДС е потврда дека тој е газда, сега можеме да слушнеме, видиме од настапите на слугата Венко Филипче како постапува по насоки од Заев. Сега приоритет на агендата на Филипче како да е кочењето на интеграциите на Македонија за да врват бизнисите на Заев. Филипче и раководството на СДС, кое тој го предложи, а е померак на Заев, сега ги блокираат законите кои се важни во делот на Европската агенда или интеграцијата на Македонија во ЕУ. Деновиве слушавме како најавува блокирање на работни тела во собранието, ако не било како што тој сака. Освен бојкот, Филипче поставува услови за носење на закони и слично. Практично, Филипче не годува со закони и законски измени, како оној за укинување на техничката влада, поставува услови за измените на законот со кој пратениците мора да имаат само македонско државјанство и слично. Ова се само мал дел од реформските закони иницирани од владеачкото мнозинство и владата предводена од ВМРО ДПМН. Филипче исто, како кога го бираше раководството на СДС по насоки на Заев, сега работи очигледно по насоките на Заев или партијата ја води кон целосен распад. Се додека Филипче го избира минатото и работи по насоки на Заев, ниту за него, ниту за партијата уште помалку ќе биде добро за граѓаните и државата. Затоа Филипче мора да расчисти со Заев и неговите криминални политики. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на денешната пресконференција посочи дека Националниот информативен сервис треба да биде независна институција, а не со него да раководи близок човек до премиерот. Ова е само уште еден сегмент, уште еден аргумент во прилог на тоа зошто пршинската влада треба да остане. Ако целокупниот механизам, начин на владење е само една имитација на механизмот со кој што владееше Никола Груевски до 2016 година, кога сите институции беа узурпирани од него лично, од негови блиски луѓе, од партиски луѓе, сега е истиот систем. Тогаш обвинители судии од Тефтерче, сега повторно исти луѓе за судии обвинители и премиер Христијан Мицковски кој што најавува со чувства како треба да работат судиите и обвинителите. Ваков притисок судството до сега нема видено. Ова го нема во ниту една европска држава. Понатаму, закон за полиција. Врз основа кој што е изготвен нов закон за полиција, донесен во собранието, на кој што имавме сугестии, не се прифатени, и врз основа тој закон нова систематизација со која што се укинува кариерниот напредок и со кој што министерот за внатрешни работи со дискреционо право ќе може да назначува своји луѓе, кои што не ги исполнуваат досегашните критериуми за напредок во службата и на тој начин
Министерството за внатрешни работи, целата полиција ќе се депрофесионализира, а само брутално ќе се партизира. Третиот сегмент, Safe City, системот кој што не знаеме. Кој ги чува, на кој начин се складираат и како се користат сите информации од тој систем. И дали тој систем, евентуално, имајќи ја предвид историјата на ВМРО-ДПМН, со злоупотреба на безбедносните служби, прислушкувањето, разговорите кои што цела држава ги слушаше, сега повторно нема да се злоупотреби и да се пратат членови на опозицијата. Новиот директор на МТВ е последниот сегмент во тој мозаик. Тотален анонимус, човек без професионален бекграунд, не може да води МТВ. Укажавме на еден од брифинзите во моментите кога се распиша конкурсот, укажавме на тоа што се шпекулира дека близок човек на премиерот ќе води институцијата. Еден од темелите, како и овие други кои што претходно ги споменав, се сериозно подкопани. Националниот сервис информативен треба да биде независна институција, не раководена од човек кој што слепо ќе извршува насоки и директиви од премиерот и дополнително е личен негов пријател. Повторно, ова е нешто што го нема никаде во Европа. Ова никој не го заслужува. Не го заслужуваат граѓаните. Не го заслужуваат новинарите. Буквално никој. СДС преку Димитриевиќ докажаа дека поради Заев се спремни да соработуваат и одработуваат за партии во други држави. Порача на денешната пресконференција портпаролот на ВМРО-ДПМН Валентин Манасиевски. СДС преку Димитриевиќ докажаа дека поради Заев се спремни да соработуваат и одработуваат за партии во други држави. Средбата на генералниот секретар на СДС Димитриевиќ со Бранко Ружик и Јован Раткоvić во Скопје, на која договарале соработка, била по насока на нивниот пиар шеф Башановиќ, а координирана токму од Зоран Заев. Со ова, СДС директно се стави во услуга на странски партии за да им помага во нивните делувања и да формира некакви опозицијски фронтови, додека тука во Македонија стануваат маргинална партија. Сето ова СДС го прави само поради нивниот врховен лидер Заев, кој има лични и бизнис интереси со неговиот пријател Башановиќ. Чудно докаде се спремни СДС да тонат само поради Зоран Заев. Се радуваат на победи на избори на сестринска партија на ВМРО-ДПМН во друга држава, формираат опозицијски фронт во трета држава, шират антидржавни политики на четврта држава, но никако да делуваат во својата држава. Изгора на се, живеат во свој имагинарен свет, во кој бараат избори на кои се убедени дека ќе победат со само 4% рейтинг. Во Социјалдемократскиот сојуз се потребни реформи што побрзо, бидејќи последните избори може да ги снема. Продолжуваме со спортот. На 5 кола до крајот во втората македонска фудбалска лига има многу непознаници како за врвот на табелата, така и во оној дел кој значи опстанок. Фудбалските второлигаши утре сабота 25 април ќе ги одиграат средбите од 26-тото коло, во кое фаворитите повторно ќе имаат лесни задачи. Скопје ќе му гостува на тимот на Преспа во Ресен. Охрид гостува во Тетово кај Тетекс, а Брегалница во Штип во пресметката на истокот ја пречекува Слога од Виница. Шкендија од Арачиново ќе му гостува во Гевгелија кај Кожув, кој е во бараж зоната, но има теоретски шанси за опстанок, па бодовите му се мощне потребни. Победа во Прилеп го пречекува Осогово, а Новаци ќе му биде домаќин на Детонит Плачковица. Во дербито на југот, Беласица ќе гостува во Неготино, кај Вардар, а Саса во Каменица ќе го пречека тимот на Големо Конјаре. Во третата македонска фудбалска лига група Југ во недела 26 април на програмата се средбите од 23-тото коло во кое се среќаваат Башкими Млекар, Тополка Слога Лажани, Влазними Јуниор Младост, Борец Питугули, Ултрас Дреново. Венец во дербито на колото го пречекува Превалец, а во ова коло екипата на Росоман на домашен терен
ќе игра со екипата на Бучин. Утре сабота, 25 април, ќе се одигра четвртото предпоследно коло од кошаркарскиот плейоф и плейаут. Во плейофот утре од 18 часот во салата Јасмин во Кавадарци, екипата на Тиквеш Голден Игл во последниот надпревар сезонава пред своја публика ќе го пречека Кожув. Останатите две средби од плейофот се играат во понеделник, 27 април. ТФТ ќе го пречека најпријатното изненадување сезонава, екипата на Маđари, а во дербито МЗ во Скопје ќе се сретне со Пелистер. Интересен е фактот што во полуфиналето во борба за шампионската титула најверојатно ќе се сретнат истите противници, ТФТ Маđари и МЗ Пелистер. Во плейаут сегментот, Феникс во борбата за опстанок ќе му гостува на Чаири, доколку сака да ги задржи шансите за опстанок, мора да победи. Во пресметката на Куманово и Работнички, бодовите му требаат на скопскиот тим за да си го обезбеди опстанокот, а Гостивар ќе гостува кај Ангели, двете екипи кои следната сезона ќе играат во втората лига. Кај девојките ќе бидеме сведоци на интересна полуфинална завршница, бидејќи во двата дуели ќе се играат мајсторки. Крива Паланка ќе го пречека Вардар, а Баскет Кам Бадел. Победниците на овие дуели ќе се пласираат во големото финале. Овој викенд продолжуваат возбудувањата во машката ракометна Суперлига. Веќе се одигра еден надпревар од шестото коло во ракометниот плейоф, во кој во скопската пресметка Вардар го совлада Алкалоид со 30-27. Во останатите плейоф дуели, утре во Битола Пелистер ќе го пречека ГРК Тиквеш, а во вторник Охрид како фаворит ќе го нагости Бутел. Во плейаут сегментот сите средби се играат утре. Прилеп го пречекува Радовиш, а Струга е домакин на Куманово. Во дербито на овој сегмент, Пролет ќе се сретне со екипата на Еврофарм Пелистер 2. За време на викендот и почетокот на следната седмица ќе се задржи претежно сончево и потопло време со појава на променлива облачност во текот на денот. Ќе дува умерен, а во источните делови повремено засилен северен ветер. Од вторник следува период на променливо облачно и нестабилно време, наместа со повремен дожд и грмежи. Дневните температури ќе бидат во постепено опаѓање, а утре температурата ќе се движи во интервал од 5 до 24 степен. Ги гледавте содржините во Дневникот на КТВ, имајте пријатна вечер.